во вклучување на лица место прво по ред ќе го најавиме 9-тиот касини хакатон кој што ќе се одржува за прв пат во Скопје, а бидејќи напоменав 9-ти пат, убаво е да се напомене дека 9-ти пат се одржува во рамки на Европа. Станува збор за хакатон кој што со самото одржување од 16 до 19 мај, на некој начин со самото одржување и Скопје станува центар на иновациите во однос на вселенската технологија и здравството. Овој хакатон ќе се одржи во Карпош, односно поточно во хабот Нетавел. Повеќе информации токму за овој хакатон во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, госпогица Симона Костовска, која е од самата организација. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и на вас. Напоменав дека 9-ти пат се одржува во Европа. Зошто е значаен овој хакатон и зошто е важен момент за Скопје поточно? Многу важен момент е поради тоа што за прв пат се случува во Македонија. До сега се организирал само во рамките на Европска унија, меѓутоа за прв пат оваа година се отвора и во рамки на земји кои што се дел од Horizon програмата, како што е всушност и нашата земја. Ваков тип на хакатон до сега не се одржувал кај нас и заради тоа што нели ќе се работи за креирање на апликации и решенија користејќи вселенска технологија за здравството. На што поточно ќе се работи, иако ја напоменавте темата во овие 2 дена? Така. Значи има 3 предизвици на кои што всушност ќе работат учесниците на самиот хакатон. Првиот предизвик е всушност решавање на проблеми кои што се поврзани со достава на медицински лекови во тешко достапни подрачја. Вториот предизвик е всушност поврзан со ментална состојба и благосостојба, односно и ментално здравје на луѓето. И третиот предизвик е всушност поврзан со креирање на решенија за случаеви кога на пример имаме ширење на големи болести како што беше короната. Дали во поглед на овие работи, односно работни задачи кои што треба да се извршат во рамки на овој хакатон, треба да се има некое претходно искуство? Не е потребно претходно искуство, со тоа што може да учествуваат учесници од 18 години, односно средношколци од 4-та година, па се понатаму. Најчесто се пријавуваат студенти, меѓутоа тоа не значи дека не е затворено за сите останати, значи може да се пријавуваат луѓе од здравството, од луѓе со IT позадина, например, кои што немаат исто така презнаење од вселенските науки. Како оди самиот процес на пријавување? Пријавувањето е всушност онлайн на Касини самата веб страна, со тоа што учесниците се пријавуваат за да учествуваат на самиот хакатон од 16 до 18 мај, а претходно има и 2 недели како подготвителна програма со бесплатни предавања поврзани со конкретно со овие технологии. Сите оние кои што ќе пријават и ќе бидат дел од овој хакатон, освен она искуство со кое ќе се здобијат, што друго може да очекуваат, односно што ќе добијат самите учесници? Освен искуството како што спомна, едно супер настан позади себе за си го стават во CV, ќе научат всушност за одредени технологии и користење на податоци од 3 типа на сателити, тоа се Галилео, Коперникус и Егнос, кои што всушност се насочени со давање на податоци кон земјата, значи не од земјата кон надвор, туку од надвор кон земјата, кои што може да ги користат за решавање на ваков тип на проблеми за конкретно за здравство. Иако целиот разговор верувам дека беше апел до сите оние кои што можеби се пронаоѓаат во ова, пред самиот крај сакам уште еднаш да дадеме апел од вас како организатор и член кој има удел во самиот хакатон, зошто да се пријават и зошто всушност да бидат учесници од првиот хакатон? Една од главните награди всушност на самиот хакатон е тоа што сакаме да ги мотивира учесниците, всушност 3000 евра за првиот тим кој што ќе победи во Македонија од GND etc. И исто така, значи после тоа имаат шанси да се надпреваруваат со останатите 10 локации во Европа, што е многу интересно бидејќи имаме локации кои што доаѓаат како Литванија, на пример Финска и Данска, и може да исто така да освојат 5000 евра на европско ниво за развој на потенцијалното решение кое ќе го осмислат.
Самиот крај уште едно кратко подпрашање. Напоменавте за Литванија, Шведска и уште една Финска, да. Овој хакатон имено се одржува истовремено освен во Скопје и во уште 10 други држави во Европа. Вкупно се 10, значи Скопје плюс уште 9 други држави, тука и Грција бија напоменала, исто така и Белгија. Целта на хакатонот е уствари истовремено сите да се надпреваруваат и потоа од сите 10 локации да се одбере еден победник кој што ќе добие и дополнителни менторски сесии за да може да го реализира своето решение. Да се надеваме дека ќе биде од кај нас. Ви благодарам многу за одвоеното време. И ве благодараме на вас. Со овие информации го заокружувам ова прво вклучување на лице место. Говоревме за 9-тиот касини хакатон кој што се одржува оваа недела во Скопје од 16 до 18 мај.